Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите со мене, Снежана Цветановска, оделенски наставник при Основното училиште Блаже Коневски, општина Аеродром Скопје. Во рамките на програмското подрачје слушање и говорење, на денешниот час по македонски јазик ќе се запознаеме со наставната содржина, артикулација на гласот З и гласот Д. Наставни цели кои треба да бидат усвоени се следните: да се поттикне кон разликување и правилно изговарање на гласовите З и Дз во различна местоположба во зборот. Тоа значи дали гласот З или Дз ќе го слушнеме на почетокот, средината или на крајот од зборот. И втората цел е да умее да ги открива, препознава и изговара гласовите З и Дз во зборови. Да се запознаеме со поимот глас. Што е глас? На оваа слика се писмените знаци на печатните букви во нашата азбука. Верувам дека знаете дека нашата азбука има 31 буква. Кога нив ги изговараме, тие се гласови. Македонскиот литературен јазик има 31 гласа. Важно е да знаеме дека гласовите се најмали делови од зборовите и нив само ги изговараме или па ги слушаме. Како правилно да го изговориме гласот З? Направете теснец во устата. Врвот на јазикот подвиткајте го на долните зъби. Пуштете воздух, а гласилките нека треперат. Но внимавајте, јазикот не треба да биде меѓу зъбите. З. 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 Ајде сега вие да се обидете да го изговорите гласот З. Така, одлично. При именување на сликите ќе откриеме каде се слуша гласот З. До секоја слика ќе има квадратче, а откога ќе откриеме во кој збор се го слушаме гласот З, ќе го обоиме квадратчето со зелена боја. На првата слика имаме ѕвоно. Во зборот ѕвоно не се слуша гласот З. На следната слика имаме зелка. Во зборот зелка се слуша гласот З на почетокот од зборот. Зелка. И затоа квадратчето ќе го обоиме. На следната слика имаме балон. Во зборот балон не се слуша гласот З. Дали го препознаваме ова животно? Да, тоа е коза. Во зборот коза се слуша гласот З во средина од зборот. Кога сме посетиле зоолошката градина, сме го сретнале ова животно. Тоа е зебра. Во зборот зебра се слуша гласот З на почетокот од зборот. И ова квадратче ќе го обоиме. А дали го препознавате ова животно? Така, тоа е желка. Во зборот желка не се слуша гласот З. А ова е еден од есенските плодови. Тоа е грозје. Во зборот грозје се слуша гласот З во средина од зборот. И ова квадратче ќе го обоиме.
За разлика од желката, ова животно е многу побрзо. Тоа е зајак. Во зборот зајак се слуша гласот З на почетокот од зборот. Сега заедно да се обидеме да повториме во кои зборови се слушаше гласот З. Тоа е зелка, коза, зебра, грозје и зајак. Така е. Како правилно да го изговориме сега гласот Дз? Ставете го врвот од јазикот зад долните зъби. Направете му брана на воздухот, а потоа пуштете го низ малиот теснец. Дз. 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 Сега овие обидете се да го изговорите гласот Дз. Одлично. Така. Ќе ги именуваме сликите и ќе откриваме каде се слуша гласот Дз. На првата слика имаме звонче. Во зборот звонче се слуша гласот Дз, така на почетокот од зборот. На следната слика имаме зелка. Во зборот зелка, деца, дали се слуша гласот Дз? Во право сте, во зборот зелка не се слуша гласот Дз. На следната слика имаме ѕвезда. Во зборот ѕвезда, така, се слуша гласот Дз на почетокот од зборот. А дали го препознавате овој лик? Така, тоа е ѕверот. Во зборот ѕвер се слуша гласот Дз на почетокот од зборот. На следната слика гледаме едно весело цвеќе. Во зборот цвеќе не се слуша гласот Дз. На следната слика гледаме ѕид. Во зборот ѕид се слуша гласот Дз на почетокот од зборот. Ова бодликаво животно е еж. Во зборот еж дали се слуша гласот Дз? Така е. Не се слуша гласот Дз. Верувам дека повеќето овој збор ќе го именувате со зборот виношито. Да, тоа е виношито, но виношитото има уште еден збор, а тоа е ѕуница. Во зборот ѕуница се слуша гласот Дз. Се слуша гласот Дз, деца, на почетокот од зборот. Сега заедно да повториме во кои зборови го слушавме гласот Дз. Тоа е зборот звонче, ѕвезда, ѕвер, ѕид и дзуница. Во следната активност ќе откриваме дали се слуша гласот З или Дз, а потоа ќе определиме каде го слушаме тој глас, дали на почетокот, по средина или на крајот од зборот. Тоа значи, доколку гласот З или Дз го слушнеме на почетокот, ќе го обоиме првото квадраче. Доколку гласот З или Дз се слуша во средина, ќе го обоиме квадратчето што е во средина,
а доколку гласот се слуша на крајот од зборот, ќе го обоиме во следното квадратче. На првата слика имаме грозје. Во зборот грозје, кој глас се слуша? Така, во зборот грозје се слуша гласот З. Кој квадратче ќе го обоиме? Така, ќе го обоиме квадратчето што е во средина. На следната слика имаме ѕидар. Во зборот ѕидар се слуша гласот Ц. Но каде го слушаме? Ѕидар. Право сте, другарчиња. Во зборот ѕидар гласот Ц се слуша на почетокот од зборот. На следната слика имаме коцка мраз. Во зборот мраз се слуша гласот З. Каде го слушаме? Го слушаме на крајот од зборот. На десната страна имам уште неколку слики. На првата горна слика гледаме вазна. Во зборот вазна го слушаме гласот З. Така, а каде го слушаме гласот З? Го слушаме во средина. На следната слика имаме ѕвезди. Во зборот ѕвезди се слуша гласот Ц на почетокот од зборот. На следната пак слика е представено нашето знаме. Во зборот знаме се слуша гласот З, така, на почетокот од зборот. А сега, за домашна задача, ќе имате во вашата тетрадка да нацртате поими кои го содржат гласот З и гласот З. Да ги именувате, а со тоа и ќе вежбате правилно да ги изговарате. Ви благодарам на вниманието и соработката. Довидување!